Добар ден! Пред викенд издание на Ново во градот. Јас сум Јована Костадиновска и денес каде ќе ве одведам заедно со моите колеги. Ќе ве одведам за прв пат во Кривогаштани, заедно со мојот колега Дарко Штарговски. Ќе ве одведам и во Битола, тука ни е Ана, и за крај ќе ви понудиме една туристичка дестинација, односно станува збор за манастирот Јоаким Осоговски, таму ни се јавува колешката Христина од Крива Паланка. Добар ден за сите! Ќе започнеме прво од Кривогаштани. Дарко Штарговски ни се јавува оттаму. Ајде прво, Дарко, да објасниме каде се наоѓа Кривогаштани. Еве за прв пат се јавуваме во Ново во градот. Се надевам дека не и последен, ама да објасниме прво каде се наоѓа Кривогаштани. Да, добар ден Јована, добар ден до сите гледачи на телевизија Нова од општина Кривогаштани. Инаку за сите оние што не знаат, а верувам дека се многу малку, општина Кривогаштани се наоѓа помеѓу Прилеп и Крушево. Практично кога сакате од Прилеп да стигнете до Крушево, мора да поминете низ Кривогаштани. Како што и претходно реков, мислам дека тие што не слушнале за Кривогаштани се многу малку, заради тоа што во последниве 3 години општината направи огромни напори за нејзина афирмација и популаризација преку реализацијата на огромен број историски и капитални проекти за оваа општина, кои што го подобрија секојдневието на граѓаните во сите сфери од обштественото живење. Тука навистина на големо се градат нови плоштади, тротоари, се пробиваат улици, се реновирани буквално сите училишта во општината, се градат спортски сали, повеќе наменски игралишта и уште огромен број на други проекти, за кои што сепак подетално ќе поразговараме со нашиот соговорник, градоначалникот на општина Кривогаштани, господинот Тони Затковски. Добар ден, господине Затковски. Добар ден и еден голем поздрав до сите гледачи на телевизија Нова. Еве да започнеме од ово место каде што се наоѓаме. Тука се гради првиот плоштад кој што го добива општина Кривогаштани во своето постоење и што се случува на инфраструктурен план во општината. Една голема благодарност пред се до сите гледачи, ќе повторам, на телевизија Нова и до вас како куќа. Да напомнем дека општина Кривогаштани изминативе 3 години големи напори вложи во донесувањето на урбанистичките планови, донесувањето на проекти за градба кои што нормално се предуслов за развој на секоја една општина. Моментално во општина Кривогаштани најголем дел инвестициите се насочени кон комуналната и патната инфраструктура, урбаното уредување, така што општина Кривогаштани заслужува да биде една од општините која што без малку ќе наликува на една урбана средина во наредниот период. Моментално да напоменам дека во општината се реализираат над 10 проекти чија што вредност е некаде приближно околу 3 милиона евра или поточно 2,8 милиона евра, а додека со претходно реализираните проекти ние како општина имаме досега реализирано некаде приближно 5 милиони евра кои што се во најголем дел инвестирани во образованието и комуналната и патната инфраструктура. Значи нема тука да ги занемариме и другите сегменти од општествениот живот, меѓутоа најголем дел се вложува тука. Кога ќе биде готов плоштадот? Плоштадот според најавите од самите изведувачи за 1 месец треба да биде готов, така што ќе се заокружи еден комплексен простор тука во центарот на општината, односно населеното место Кривогаштани, бидејќи со помош на владата на Република Македонија, односно Агенцијата за финансиска поддршка, сите овие проекти се од средства добиени од истата и комплетно со тротоарско уредување како што доликува на секоја една урбана општина. Освен пробивањето на новите улици, се градат и за прв пат, значи, канализациони системи во голем број населени места. Да, значи вклучително и сегашните две кои што се во тек на изградба, од кои едната во населеното место Крушени, а другата во населеното место Слави, минатата година со канализационен систем комплетно го завршивме населеното место Кривогаштани и некаде без малку тие инвестиции не коштаат од прилика околу 1 милион евра. Сега тука предлагам од режијата да ја слушнеме анкетата која што ја направивме помеѓу жителите на општина Кривогаштани, што тие мислат за сите овие инвестиции. Дали вие како граѓани чувствувате подобрување на квалитетот на живењето тука? Последно време да, али треба уште многу да се направи да би било она примамливо прилично за младите да останат тука и да има еден живот, една забава која го има градот. Вака се, еве се гради нов плоштад, се доби нова идна медицинска помош, ново училиште, детска градинка, добиточен пазар нов. Дали, што значи тоа сето за вас?
тоа значи, али вработувањата се основни за младите и да речам така голиот живот е и градинката, и амбулантата, и пазарот се пропратни работи, само треба работување, нови работни места, подобар стандард, подобар живот. Последно време општинава се гради. Как го оценувате ова? Дали се подобрува квалитетот на живење? Дали вие чувствувате подобрење? Треба да очекуваме. Тоа што се гради е добро, да се гради на место. Да има ефект од тоа што се гради. Друго што Дали се подобрува квалитетот на живење во општината? се подобрува и да од страна други се населува, гледа дека ќе има перспектива. Се надеваме дека ќе има перспектива. Па до кога, како, не знаеме. Се изгради тука итна медицинска помош, ново училиште, детска градинка, нов плоштад, еве добивате. Што значи тоа за вас како граѓани? Пак тоа значи дека инфраструктурата расти, дека сето оди напред. Има можности за подобрување. Мислиме дека со детската градинка е многу убава за децата, има работна способност на родителите, му се отвора. Таа перспектива е голема. За брзата помош и таа е многу добро што се отвори. Ние во Кривогаштан и овде во последно време како ова населба да е преродена. Последниве 2-3 години тие работи, инфраструктурата и сите работи е направена на високо ниво. Како најпрво во заслуга на општината со градоначалникот, со доаѓање на градоначалникот, Кривогаштин е препородено со патеки, со еднонаменско игралиште, со брза помош и ред други работи. Понатаму ќе видиме. Што очекувате понатаму? Понатаму да видиме како ќе биде работата со нови парламентарни избори, да видиме како ќе одат работите. Сигурно дека пак Кривогаштин како општина со местоположба, конфигурација и гравитација би требало пак да оди напред. Има потенцијал, има капацитет, има се и се што. Како што можев да слушнам од кривогаштанци, тие се задоволни од она што се гради, велат препородени се и гледаат просперитет во општината. Најавивте повеќе проекти на самиот старт дека се случуваат, како што каже и ти, Дарко, инвестициски бум се случува во Кривогаштани. Што друго се гради? Да, навистина, Јована, тука се случува вистински инвестициски бум. Едни од поголемите капитални проекти кои што се градат, секако се оние проекти кои ги засегнуваат младите, односно намалувањето на иселувањето од општината. А тоа е изградбата на спортски сали, повеќе наменски игралишта, детски градинки и реновирањето на училиштата. Градоначалник, колку средства се вложени во сите овие проекти кои што ги спомнавме за подобар живот на младите во општината? Во делот на образованието, вклучително тука и детските градинки, општина Кривогаштани заедно со владата на Република Македонија и благодарение на странски донаторски инвестиции имаме инвестирано некаде околу 1 милион евра. Вклучително тука се работи за комплетно реновирани 2 подрачни училишта, комплетно реновирано централно училиште Манчо Матак во населено место Кривогаштани, каде што покрај за прв пат да речем во тоа школа се воспостави систем на грејење на пелети според сите закони за енергетска ефикасност, а за прв пат во историјата на општина Кривогаштани се отворени 2 градинки, односно една градинка во населеното место Кривогаштани која што функционира повеќе од една година со капацитет до 50 деца, како и Центар за ран детски развој во населеното место Бршани кој што го отворивме некаде пред околу 1 месец. Со оглед на тоа дека родителите покажаа голема заинтересираност за запишување на деца од предшколска возраст, ние одлучивме во наредниот период тој центар да прејасне во комплетна детска градинка. Исто така беше најавено отворање на Центар за ран детски развој и во уште едно населено место. Да, во населеното место Бела црква, со тоа што во населеното место Бршани ќе го направиме тој центар во комплетна градинка и ќе имаме заокружен комплекс да ги покриеме сите населени места кои што гравитираат и на делот на Кривогаштани и делот на Бршани. Тука од режија планирам да ги погледнем изјавите на раководителката на детската градинка Весело Штркче во Кривогаштани и од надлежниот професор по физичко образование во основното училиште Манчо Матак, кои што зборуваат за новите инвестиции во овие два објекти.
Така, благодарение на владата на Република Македонија и во соработка со Министерството за образование и наука има најавено проект изградба на училишни спортски сали. Општина Кривогаштани беше дел од тој проект, од тие 145 спортски сали кои што се градат на територијата на цела Македонија. Ние како бенефици со општината Кривогаштани ја имаме таа спортска сала веќе во изградба. Еве што се гледа позади нас, отпочната изградбата, во тек и металната конструкција која што се прави на салата и очекуваме дека во извесен догледен период, значи летниот период да биде завршена и здравје Господ од наредната учебна 2016-2017 година учениците предметот ФЗО да го употребуваат и го искористуваат во новата изградена спортска сала. Исто така се изгради повеќе наменско спортско игралиште? Точно така, благодарение исто така на владата во соработка со Агенцијата за млади и спорт, на цела територија се градат вакви спортски игралишта, значи околу 100 игралишта. Кривогаштани беше исто така опфатено и беше изградено игралиште кое што веќе го користиме, значи деноноќно тоа е со рефлектори, така да го користиме и учениците од училиште и другите категории на луѓе, ветераните, рекреативци и така натаму за подобрување на спортскиот и секојдневниот живот во општината. Со оваа градинка бенефитите се многу големи, бидејќи овдека децата се згрижени, местото е адаптирано за нивната возраст, тие внатре се едуцираат, исто така се играат, се запознаваат, се социализираат, за нив се многу големи. Секој дете посакува да има некој свој другарче на своја возраст, тоа овдека му е дозволено. Значи ги научува оние културно-хигиенски навики кои што родителите сигурно дома немаат толку време да му обрнат внимание на сето тоа. Учат да бојат, да цртаат, да пишуваат, значи развиваат многу многу карактеристики кои му се потребни на децата од таа најмала возраст. За родителите бенефитот е уште поголем, бидејќи ова овдека е земјоделско поднебје, каде што родителите цело време се по нивите ги обработуваат, тоа му е нивната екзистенција, а овдека тие се на сигурно нивните дечиња, се згрижени, нахранети, сочувани, а родителите можат безгрижно да одат да си ги извршуваат своите работи. Има многу такви бенефити затоа што и самите родители тоа го покажуваат. Интересот е многу голем кај родителите за оваа градинка. Се гледа тоа пошто се отвори и еден центар за ран детски развој во Обршани, каде што интересот и таму е исто голем. Значи, на родителите му се потребни вакви центри, градинки, каде што децата ќе бидат згрижени и едуцирани од страна на воспитувачите. Дарко, она што мене ме интересира во поглед на економијата, дали ова место веќе примаме некој инвеститор? Имаме ли најава за некоја инвестиција? Да, има најава не само за една, него за повеќе инвестиции кои што треба да се реализираат во наредниот период, како што можеме да слушнеме и од изјавата на дел од анкетираните жители, една од главните теми кои што еден од главните горливи проблеми им е вработувањето на младите. Но општината работи на тоа поле. Кривогаштани има една индустријска зона, а моментално се работи на урбанистичкиот план за уште 3 нови индустријски зони поради зголемениот број на инвеститори. Што се случува на овој план? Во нашата општина, значи, моментално функционира комплетно индустријска зона, која што е целосно распродадена. Моментално таму функционираат Кривогаштани промет како фабрика за производство на зеленчук, а додека до крајот на летото, почетокот на есента, на истото место, односно до самата фабрика, ќе изникне уште една нова фабрика која што исто така ќе се занимава со производство на зеленчук. Тоа е фирмата Доел Стефан, а додека во близина на ова индустријска зона во склопот на поранешното земјоделско училиште, наш инвеститор, мислам инвеститор по потек од Република Македонија, кој долги години живее во Америка, веќе го реновира и адаптира просторот за да некаде септември месец исто така почне со производство на зеленчук. Што значи дека моментално ни функционираат 3 фабрики, каде што според најавите на инвеститорите некаде треба примарно да работат околу 60 до 100 луѓе, а додека во текот на сезоната и над 500 луѓе. Да го напоменам тука влегувањето, значи на фирмата, тетовската фирма, односно фирмата од Требуш Везешари, која што во атарот на населеното место Слави изеде под концесија 554 хектари земјоделско земјиште и веќе почнува со обработка на истото. Според најавата од самиот инвеститор, од неговиот бизнис план, тука се
планира да се отвори една фабрика за производство односно фабрика за суоместнати производи перспективно, а во Старото да се отвори една фарма за говеда, да се направат силоси, да се направи еден цел комплекс каде што ќе се занимава со производство на месо и месни производи. Колку би чинила таа инвестиција? Па според најавите на инвеститорот, некаде околу 1.200.000 евра во стартна основа чини комплетната инвестиција со сите градежни објекти кои што треба да никнат во тој дел на населеното место Славе, односно во близина. Исто така, поради зголемениот интерес, општина Кривогаштани моментално работи на техничката документација на уште 3 индустријски зони, од каде што едната е проширување на постоечката со површина некаде од 7 хектари, другата се наоѓа во непосредна близина на постоечката, некаде километар оддалеченост со големина од 5 хектари, а додека третата е во атарот на населеното место Боротино со вкупна површина од 4 хектари. Во преговори сме сериозни изминативе неколку месеци со домашни странски инвеститори и се надевам дека веќе до крајот на оваа година ќе се вродат со плод тие преговори, односно ќе склучиме договори за нови инвестиции во нашата општина, што значително ќе се намали миграцијата која што сега за среќа е многу мала, а сето тоа влие и на се подобриот живот на самото население. Тука предлагам да ја слушнем изјавата од еден од домашните инвеститори кој што треба да започне својата милионска инвестиција токму во индустријската зона Славе во изградба на капацитет за преработка на зеленчук и овоше. Значи, како што нели цело време најавувавме дека април месец веќе стартуваме со изградба на објектот за преработка на овоше и зеленчук во местото Славе во индустријската зона. Тоа значи некаде околу 20 до 25 веќе ги одираме првите темели за изградба на тој преработачки капацитет, кој што мислам дека ќе биде еден огромен капацитет кој што ќе се простира на површина од околу 2000 метри квадратни, значи покриена површина, кој што внатре ќе имаме две комори за одржување, односно и за замрзнување на тој преработен зеленчук и одделение кое што ќе имаме линија цела која што ќе се врши преработка на овоше и на зеленчук. Колку би чинила првична инвестицијата? Значи, според нашите пресметки точни, околу 1.500.000 евра, кои што сме веќе во фаза, дел кои што се наси собствени средства, дел се нешто кои што ќе можеме да земеме што како кредит од банка, значи, и таа инвестиција и таа количина, мислам, таа одлучена количина на пари е сигурна и периодот веќе се ближи за почетокот на изградбата на тој преработувачки капацитет. Колку жители би се вработиле? На моментално кој што разговараме за тоа, веќе и имаме пријавување на луѓе кои што се невработени, претежно од општината Кривогаштани и од општината Крушево, дел од општина Прилеп. Значи во моментов околу 50 до 70 вработување ќе имаме и може би повеќе во текот на сезоната кога би било, како би имале потреба за работка на овошето и зеленчукот. Кога ќе биде готов објектот? Веќе здрави Господ со Бога напред, 1 септември стартуваме. Од 1 септември од 50 до 70 вработувања, одлично за кривогаштанци, па и тука и за реонот веќе имаме пријавување и од другите градови за вработување. Дарко, дали тоа ќе на некој начин ќе среди, ќе стабилизира невработеноста во Кривогаштани, ќе одговори ли на потребите на граѓаните за вработување? Па се надевам дека ќе биде така. Граначалник, дали на сите овие инвестиции бија абсорбирале она невработена работна сила која што моментално постои во општината? Според евиденциите што ги имаме од званичните институции преку Агенцијата за вработување, општина Кривогаштани има релативно мал невработени луѓе, некаде да споменам некоја бројка околу 15 до 20%, можда и помалку, бидејќи во нашата општина имаме голем број на луѓе кои што се пријавени како индивидуалци земјоделци, кои што исто така вадат, мислам, добиваат солидни приходи од своите занимања. Имаме доста вработени во државната администрација, а ова плюс со отворањето на новите фабрики, на новите инвестиции, уште повеќе ќе се намали невработеност.
Значи во секој поглед како градоначалник ќе се трудам да ги задоволам основните и најбитните потреби за самото население. Тука да ги напоменам дека се отвори за прв пат во историјата и пункт на итна медицинска помош, која што гравитираат, која што ги покрива населените места околу општината или приближно околу 20.000 жители. Комплетно е реновирана здравствената установа, што е во склоп на истиот пункт за итна медицинска помош. Функционираат 7 канцеларии на подрачни канцеларии на соодветните министерства од владата на Република Македонија. Тука ни Министерството, канцеларија на Министерство за земјоделие, Агенција за вработување, од Агенцијата за катастар на недвижности. За прв пат во историјата, после 40 години и 50 се отвори банка во општина Кривогаштани, така да сите оние основни комодитети кои што им се потребни на населението се тука присутни во нашата општина. Ние редовно како општина, значи како локална самоуправа, вршиме анкети помеѓу самите граѓани, одржавме и неколку форуми на заедниците со цел да видиме што населението во оваа општина има потреба и на тој начин ние како локална самоуправа ги прилагодуваме тие проекти се со цел да им се олесни животот на жителите на општина Кривогаштани. Јована, како што можеме да слушнеме од сите овие изјави, Кривогаштани полека од едно рурално, мало заборавено место прераснува во едно модерно, урбано градче, кое што ќе ги задоволи сите квалитети на денешното живење. Дали имате прашања? Ти благодарам, Дарко, на вистина ни го приближи Кривогаштани. Заблагодари се на градоначалникот од наше име. Еве, за некои кои што и не слушнале, не го виделе Кривогаштани, исцрпно ни го представи ова место. Тоа беше Дарко Штарговски од Кривогаштани. Се надевам дека ви го задржуваме вашето внимание. Останете со нас, ќе направиме кратка пауза. Цевитана за обичните суперхерои. Од сега во ново пакување. Витаминка. Моје име е Кенан Мандра и јас сум с помоќ липосукцијска исхрана успео да смршевим 10 кг за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Следните минути се надевам дека ќе го задржиме вниманието на понежниот пол. Станува збор за новиот проект на Министерството за здравство и Јога Сојузот на Македонија. Сега, освен Скопје и Битола, Прилеп и Штип ќе бидат вклучени во новиот проект, односно бесплатни часови за бремени жени јога часови. Од Битола деталите ќе ни ги каже Ана Трајчевска, која што веќе ја имаме на преколинковско вклучување. Ана, како сме денеска? Ајде да го задржиме вниманието на битолчанки пред се, па и на пошироката јавност најавивме дека овој проект сега од Скопје се проширува и во Битола, во Штип и во Прилеп. Бесплатни јога часови за бремени жени. Добар ден, Јована, добар ден до сите гледачи на телевизија Нова од преубавата Битола. Денеска од градот на конзулите и градот на културата ви носиме неколку убави информации, но пред се, ајде да започнеме од бесплатните часови за јога за трудници. Како што кажа, во овој проект кој што е заеднички помеѓу Министерството за здравство и Јога Сојузот на Република Македонија, по Скопје, ете сега се вклучени и неколку градови, освен нели Скопје,
копие, штип и прилеп. За цела среќа се вклучени и понежниот пол, се разбира, битолчанки од градот на Конзулите. Така како што кажавме, во тек е реализацијата на овој проект. Ете, во Битола се спроведува изминатиот период. Инструкторите велат дека навистина со реализацијата на овој проект, односно доколку самите жени ги посетуваат овие бесплатни часове за јога кои што се заменети за трудниците, се навистина од огромен бенефит. Но повеќе околу тоа се разбира во која недела од бременоста жените може да ги посетуваат овие бесплатни часови за јога, што значи тоа и се разбира пред се кои се бенефитите доколку трудниците ги посетуваат овие часови за јога. Јас предлагам да слушнеме во продолжение од јога инструкторот во Битола. Јога за бремени жени се практикува после 12-тата недела од бременоста. Значи, по заокружувањето на таа недела, може слободно да дојдат да практикуваат доколку бременоста е здрава, значи не е патолошка и секако нивниот гинеколог им препорачува дека може да практикуваат. Ние имаме исто така една соработка со гинеколозите на Македонија, така да можат да си добијат препорака и да си практикуваат. Инаку ефектите се многобројни. Пред се, значи, вообичаено јогата носи многу позитивни ефекти, не само на физички план, на ментален, психолошки, емоционален и духовен план. Така да зошто да не и бремената жена да ги искористи сите тие бенефити од јогата. Пред се ефектите во преднаталниот период ги има многу. Значи, таа задржува едно цврсто, еластично, витало и енергично тело, што е многу важно. Се учи како да биде исправена, значи да не е искривена во својата положба, како да диши правилно, значи функционалноста на дишењето се вежба. Исто така станува поенергична самата жена, учи да биде смирена, отпуштена, што е многу важно. Се надминува стравот од чинот на породување. Се надминуваат состојбите од самата бременост, што се проследени, значи гадење, повраќање, отоци по зглобовите телото, болки и така натаму. Додека исто така правиме и обука и едукација за жената како треба, значи да го помине исто и чинот на пораѓање. И тука има одредени ефекти, затоа што таа учи кој начин да го примене на дишење во самиот чин на пораѓање. Учи како да може да отпушта одредени зони на телото, што е многу важно во самиот чин на пороѓај. Како да се однесува при контракциите, при самите контракции, но и во периодот помеѓу контракциите. Како да биде смирена и отпуштена и тогаш, и да прави соработка, што е многу важно со лекарскиот тим. Ефектите исто така ги има и во постнаталниот период. Жената, значи, на физички план треба пред се да се врати во првобитната состојба, исто така да ги прифати новиот начин на живот и своите должности кон новиот член на фамилијата и кон себе, учи да ги усогласи сите останати обврски од нејзиниот живот со обврските кон бебето. Ана, од лично искуство можам да кажам дека спортувањето во бременоста има неверојатни позитивни ефекти. Тука спаѓа и јогата. Се разбира, сега со овој нов проект на Министерството за здравство и Јога Сојузот, бремените жени ќе имаат можност бесплатно да идат на тие часови. И сега веќе е започнат проектот кај вас во Битола. Ме интересира одзивот. Каков е одзивот на битолчанки? Дали со задоволство прифаќаат и да одат на часови за јога во една таква состојба каде што преовладува, да речеме, повеќе и страв? Така, Јована, од Јога центарот во Битола информира дека има заинтересираност од страна на жените, особено од страна на трудниците, за да ги посетуваат ваквите бесплатни часови по јога, кои, како што кажавме, ги спроведуваат Министерството за здравство и Центарот за јога, но од друга страна тие апелираат на што поголема масовност од страна на жените се разбира да ја искористат оваа мерка и да ги користат бенефитите кои што се нудат со вежбањето на јога во текот на бременоста, како што имавме и предмалку можност да слушнеме од јога инструкторот во Битола, на вистина бенефитите од ова вежбање во текот на бременоста се на вистина големи. Јована?
Ана, еве, јас уверувам дека навистина е така. Сакам да ти искористам додека си тука, ни се јаваш во Битола, ни престои викенд. Вие навистина имате богата културна програма за викендов најавено и за утре, и чина ми за во недела. Ајде нешто повеќе за тоа кои концерти се најавуваат за сабота и за недела во Битола, да ги известиме битолчани да знаат на време. Така, јас морам да кажам дека не случајно е тоа така, бидејќи Битола насекаде е позната како град на културата и поголемиот број на културни случувања кои што се случуваат токму тука. Значи, навистина, голем, богат содржински културен викенд ќе имаме овој пат во Битола. Ете, по-конкретно ќе започнам од утре, со почеток во 18 часот во големата сала на Центарот за култура ќе се одржи хуманитарен концерт во организација на Lions клубот од Битола, на кој што учество ќе земат врвни музичари и уметници од Република Македонија и од Република Грција. Морам да споменам дека влезот на овој концерт е бесплатен, но ќе бидат поставени донаторски кутии каде што секој граѓанин, односно секој посетител може да донира онолку колку што сака, а да напоменам дека сите финансиски средства кои што ќе бидат собрани од овој хуманитарен концерт кој што ќе се одржи утре вечер во Битола, ќе бидат наменети за децата без родители. Значи, исто така да најавам дека во недела со почеток во 18 часот, исто во Центарот на култура во Битола, концерт ќе одржи детскиот хор Звончиња од Битола по повод големиот јубилеј 10 години од своето основање. На овој роденденски концерт, така би го нарекла, учество ќе зема детскиот хор Звончиња, Тин Звончињата. Исто така на овој концерт ќе учествува и групата Мелодиум, како и преспанските звончиња. А како специјални гости на овој концерт се најавени, односно ќе бидат учениците од школата на хармоника на професор Кирил Стојчевски, културно-уметничкото друштво Илинден од Битола, како и вокалната солистка Стефанија од Битола. Навистина е богат и исполнет културен содржински викенд во Битола. Верувам дека ќе биде навистина убави настани во секој случај кој што ќе се случува тука, како за самите битолчани, се разбира и за сите посетители кои што овој викенд ќе се најдат токму тука. Студио? Ана, да го најавивме викендов, ама за малку ќе заборавивме, ќе го прескокневме денешниот настан. Прво треба нели да ја завршиме неделава. Вечерва всушност се одржува и ораторска вечер. Така, во Битола. Ајде малце повеќе за тоа каква вечер имате денес? Така, денеска се одржува ораторски надпревар во организација на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, кој што го организира по повод 1100 години од упокојувањето на патронатот, односно на Свети Климент. На овој надпревар морам да кажам дека учество ќе земат 17 представници од 4 единици на универзитетот, поточно од правниот, економскиот, педагошкиот и факултетот за безбедност, се разбира при Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Темата која што ќе биде на овој надпревар е на патот кон Европската Унија, можности и предизвици на Република Македонија. За сите учесници во овој надпревар ќе бидат обезбедени пофалници за нивните ментори и благодарници, а за оние тројца најдобри на овој надпревар по ораторство ќе бидат доделени и парични награди. Но еве да кажам дека овој надпревар е веќе во тек во Битола. Јас предлагам во продолжение да ја слушнеме изјавата која што пред малку ја снимавме со член на председателската комисија од овој надпревар по ораторство. Овие кандидати или говорници ќе треба да представат да презентираат подготвен говор на дадена тема на патот кон Европската Унија, можности и предизвици за Република Македонија. Земајќи го во предвид статусот земја кандидат и пред се стратешкиот приоритет на Република Македонија за пристапот во Унијата, сметаме дека би било интересно да се слушне ставот на овие млади луѓе по однос на наведената тема. Она што би сакала да го потенцираме дека овој настан не е еднократен. Поточно универзитетот ваков профил на настани планира да интегрира во својата агенда како една долгорочна компонента, што е од исклучително значење за студентите заради можноста да се
подигне или да се подобрат нивните вештини за јавен настап и се разбира структурирано и аргументирано говорење. Меѓутоа, природно и заради можноста да се воспостави еден систем на мрежување за комуникација и соработка помеѓу студентите, меѓусебни колеги од различни единици на универзитетот. Во поглед на оценувањето на ораторските и говорничките способности на студентите, би сакала само да напоменам дека е етаблирана посебна комисија за таа намена, која што ќе ги оценува како содржината на говорот, што значи индивидуалниот пристап, оригиналноста, стилската инвентивност, така и персоналните карактеристики на ораторите, односно на говорниците, што би значило отсуството на трема, говорот на тело, моќта за убедување, се разбира елементите на знаење на дадената проблематика, нивната способност да го задржат вниманието на аудиториумот и така натака. Ана, кога е парична награда во прашање, па и мотивот е поголем, тогаш нека победи најдобриот. Ти благодарам многу. Дали може би имаш уште нешто да ни додадеш од градот на конзулите? Гледам преубаво ви е времето, таму ве очекува и убав сончев викенд, предпоставувам. Така, навистина сончево време имаме денеска во Битола. Традиционално ваквото време битолчани знаат да го искористат да прошетаат. Се разбира, пред се да го испијат своето кафе на широк сокак. Ни предстои викенд. Се разбира, ете како што покажуваат временските прогнози, и овој викенд ќе имаме сончево време, па верувам дека барем поконкретно во сабота, како што секогаш битолчани знаат во што се помасовен и поголем број да излезат на широк сокак, верувам дека така ќе биде и овој викенд. Студио. Ти благодарам, Ана. Ана ни се јави од Битола. Се надевам дека одговоривме на многу прашања, ги заинтересиравме пред се бремените жени, понежниот пол. Ова беа минути специјално наменети за нив. Ти благодарам, Ана, уште еднаш. А сега, како што најавивме на самиот старт, некако традиционално петочки нудиме туристичка дестинација. Овој пат ќе одиме во преубавиот манастир Јоаким Осоговски. Таму веќе не очекува Христина, мојата колешка од Крива Паланка. Нема да ни забележи што не чекаше долго, преубаво ти е таму, верувам, јас сум била во тој манастир. Сакам на самиот старт да те прашам, слушнав и дека патот веќе е почнат да се реконструира. До каде е реконструкција на патот кој што навистина беше проблематичен да се стигне до тој манастир? Така, најправим добар ден од Крива Паланка, поточно од еден од најубавите манастирски бисери, Свети Јоаким Осоговски. Веќе 10 дена во тек се градежните активности за изградба на нова траса кон манастирот, бидејќи стариот пат е наместа оштетен. Новиот пат ќе значи олеснет пристап и комуникација до ова место, а одговорните информираат дека градежните екипи веќе се на терен, го расчистуваат теренот, а исто така се работи и на изнаоѓање решение за ублажување на свиокот по нагорнината на патот. Нашата екипа се наоѓа на 3 километри од Крива Паланка, односно околу 100 километри од главниот град Скопје. Токму тука е сместен манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски, место кое е честа дестинација на бројни посетители, туристи, добронамерници и патници. Кривопаланчани го користат секој слободен миг да се прошетаат на свеж воздух, да запалат свеќа за здравје и берекет, но исто така во последно време бројни се и туристите од соседна Бугарија, како и од други земји од Европа и светот, кои се поклонуваат на моштите на светителот. Од европските земји, според нашите сознанија, бројни се туристите од Полска, скандинавските земји, Англија, Франција, Украина, Русија и многу други. Предлагам да ја погледнеме анкетата во која се сумирани дел од впечатоците на туристите кои ги сретнавме минатиот викенд. Кажете ни од каде доаѓате и дали за прв пат сте тука? За прв пат сме тука, доаѓаме од Софија. Преубаво е. Што најмногу ви остава впечаток?
Најголем впечаток ми оставаат градбите. Невообичаена архитектура, многу убави фрески и икони има. Треба да се грижите за ово што го имате. Разгледуваме и навистина сме под импресии. Доаѓаме не прв пат, но неколку пати и така. Што ви остава најголем впечаток? Па добро, еве, црквата од 11 век си има свое значење внатре, иконостасите. Дали се прв пат доаѓате вие? Па, одамна сум била, така да може да се рече као да сум прв пат. Да. Мене не ми е прв пат доаѓање. Секое доаѓање ми е се поубаво и поубаво. И мислам не би и понатакав да продолжам само здраве да ме слуша. Во кое годишно време е најубаво и природата? Ја мислам во секое годишно време. Во секое време, али кога е врукина овдека е најубаво. Мислам дека е најубаво. Јас доаѓам прв пат. Прекрасен е амбиентов, конаците ме воодушевија. Само на телевизија сум ги гледала, сега и во живо. Воздухот е извареден, преубаво, а во црквата сега ќе одиме успат до автобусот каде што ни е паркиран. Преубаво е. Преубаво. Од Крива Паланка доаѓаме да се просветиме, да искочиме на убавиња. Ова е најубав манастир у Крива Паланка. Све народ од свако место доводи и многу е убаво и прекрасен. И сви друго што да кажеме. Често ли доаѓате? Често доаѓа, свака неделја има све како соборим народ овде. И свак празник се прославува овде. Има и ноќевалиште и све. Јас прв пат доаѓам од Скопје и сум воодушевена, стварно е многу убав. Архитектурата, ова све, положбата, местото кај што е лоциран манастирот. Стварно е прекрасно, преубаво. Од Скопје. За прв пат сте тука? Ја втор пат сме. Бевме уште еднаш. Многу е убаво. Сега се распрашавме за цените во пансион. Планираме летово да дојдеме со сопругата, да престојуваме неколку дена. Да ви кажам, најголем впечаток ми е чистиот воздух. Нас сега тоа највише ни фали. И не ми е прв пат, втор пат ми е овде. Прекрасно е. Прекрасно. Природата, све ова друштво со кое доаѓаме. Многу добра рекреација. И не интересира и ова колку како. Би дошле овде едно 10 дена на лето, да речем. Е така, овде е чудесно. Треба повеќе да се користи. Па скоро секоја недела сум тука присутен. Јас иначе потекнувам од Варовиште. Тоа е у склоп на манастирот, а иначе живеам во Крива Паланка. А јас најчесто поминувам покрај во манастирот. Чувам пчелни семејства, имам викендичка во село Варовиште, иначе секогаш или натаму или наваму свратим во манастирот. Присутни се од Република Бугарија доста и од нашите краеви. Веќе доаѓат, почести посетители има веќе и од Скопје гледам, но проблемите се сметам инфраструктурата, патот. Дали сметате дека го чуваме и почитуваме тоа што го имаме? Според мене да, но од одредени посетители, поготово младите, сметам дека не почитуваат редот и дисциплината околу манастирот и внатре во манастирот. Кажете ни дали често доаѓате тука? По месец, ако не повеќе да пат обавезно доаѓа. Или тука, или па доле во нашата црква Свети Димитри. Како го поминувате времето тука? Заобиколуваме дека нагоре, нали, има тие ресторани, прошетаме. Со такси дојдеме, а надоле се враќаме пешки. Сега ќе видиме, не сум ништо ни влекла. На прв поглед како ви се допаѓа природата? Супер, све супер. Христина, ова е место кое што нуди неверојатен спокој. Се надевам дека се согласуваш со мене. Така, оние кои барем еднаш го посетиле велат духовен спокој и неопислива убавина нуди ова место. За убавината и посебноста може долго да се говори, но ние ќе се обидеме накусо да презентираме дел од она што е интересно за оваа манастирска и верска дестинација. Со мене е архиерейскиот намесник Александар Смилков. Отец Александар, кажете ни што нуди пред се за верниците, но и за туристите овој манастир?
Како што рековте, за самите верници, а и првенствената улога на црквите и манастирите е да ги собере верниците на едно место, на едно заедничарење, а тоа е нели самата црква каде што се одржуваат богослужбите, утрени, вечерни и литургија, недела и празници. Значи тоа се општите богослуженија, како и приватни богослуженија, крштевки, венчавки и слични работи. Значи самото значење на црквата е да може да ја оствари таа улога да биде во корист на верниците. Инаку за посетители имаме постојано од сите земји, најчесто за викендите е полно и најчесто доаѓаат нели на поклонение на самите мошти на Свети Јоаким, за кои веруваме дека се сохранети и веруваме дека се чудотворни. Така, манастирот кој датира од 12 век до ден денес ја има содржано својата автентичност, но и држи чекор со времето преку обнова на старите објекти и внесувајќи нови цивилизацијски придобивки на урбанистички план. На неколку локации во тек се градежни активности, се работи на изградба на нов пат до манастирот. Што ќе значи тоа? Од пред 3 години манастирот посетен на Свети Јоаким Осоговски влегува во состав на ново формираната Кумановско-Осоговска епархија, чиј надлежен архиереј е митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф, кој нели воедно се грижи за самиот растут на манастирот и во последните 3 години активно работиме на обновата на самите манастирски згради, внатрешно и надворешно уредување, самите заштитни огради, пристапни патишта и, како што рековте, во тек е изградба на пристапен пат, на нов пат од кој веруваме дека ќе овозможи подобра комуникација со населението. Ви благодарам за сега за разговорот. Студио. Христина, мене многу ми интересира, јас сум била, како што кажа, во манастирот. Манастирот е преубав на сите, го препорачувам доколку имаат можност да дојдат и да го видат. Многу се радувам што слушам дека се работи на патот, на вистина представуваше пречка да се стигне. Мене многу ми интересира, знам дека има локалитет Испосничка пештера во близина. За какво место станува збор? Ке може ли повеќе детали за таа пештера да дознаеме што се крие таму? Така, Испосничката пештера се наоѓа во село Градец. Ке го запрашаме отец Александар повеќе за значењето на Испосничката пештера на светителот и пустиножител. Самата историја на манастирот започнува и со доаѓањето на Свети Јоаким на овие простори, кој дошол како звезда многу светла од исток кон запад и најпрвин дошол во селото Градец, каде што се задржал некој време и таму и ден денес постои пештерата во која што престојувал. Моментално таму доаѓаме на денот посветен на Свети Симеон Столпник, 14 септември, и таму пред неколку години е направен пристапен асфалтен пат и е извршено партерно уредување за да можат да посетуваат верници од секаде. Студио. Христина, чинам видов дека имаш уште еден соговорник. Ни носиш повеќе вести од таму. Ајде, да видиме што ќе ни каже. Така, познато е дека манастирот е место каде се одржуваат голем број на манифестации во меѓународни рамки во насока на афирмација на културата, уметноста, науката, спортот. Со нас е доктор Јордан Михајловски, автор на 3 монографии за манастирот, културен деец и еден од основоположниците на ликовната колонија Свети Јоаким Осоговски, една од најстарите и најреномираните манифестации кои се одржуваат тука. Најпрвен би ве запрашала за значењето на овој манастир за духовниот и културниот живот за луѓето од регионот. Поздрав до вашите гледачки за интересот денеска да бидете во ова наше светилиште. Како што рече отец Александар, бурната историја на овој манастир започнува во 12 век со изградбата на самиот манастир во чест и слава на подвижникот, испосникот и светецот
Јоаким Осоговски. Неговата функција е повеќе значајна за овие простори, а особено во сферата на духот и во сферата на културата. Символично со првото житие од непознат Калугер, напишено во 12 век, таа културна и духовна мисија продолжува во континуитет. 16 век имаме тука скрипториум, книжевна школа. На почетокот на 19 век тука работи Јоаким Крчовски, првиот преродбеник од почетокот на 19 век, кој дел од неговите дела ќе ги напише токму во ова светилиште. Тој континуитет продолжува и понатаму и до денешно време. Би издвоил дека многу дејци познати од културата на Македонија, земајќи го писателот Душко Наневски, неговите прекрасни книжевни, естетски илуминации ги напише во Свети Јоаким Осоговски. Тука работеше едно време мој асистент Ферит Мукич и чинам дека тука ги напиша почетните страници на неговото маестрално дело Штит од злато. Тука од 1987 година се отворија широ манастирските порти кон духот и културата и беше основана ликовната колонија Свети Јоаким Осоговски како духовна рожба на самиот светец. Ликовната колонија Свети Јоаким Осоговски со концептот да ги обедини духовните енергии на македонското современо сликарство успеа да доведе значајни имиња од светот на сликарството од сите континенти и да влезе во светската мапа на вакви манифестации. Меѓутоа, оно што е карактеристично, ниту еден македонски манастир нема ваква ликовна манифестација препознатлива, која благодарение на претходниот упокоен митрополит Кирил и денеска нашиот актуелен митрополит Јосиф, тие со жар гледат на ова, сакат таа манифестација да трае, затоа што на некој начин сите оние што ќе дојдат тука понесуваат дел од оваа светост, а мислам по-конкретно на духовната енергија на Свети Јоаким Осоговски, таа мултиплицира све до денешно време. Еве, ние дојдовме денеска да ја организираме 30-та јубилејна ликовна колонија Свети Јоаким Осоговски, за која можам да кажам дека беше идеја на големиот македонски сликар Петар Мазев, а и да го спомнам сега упокоениот наш голем сликар и академик Глигор Чемерски, кој беше еден период и председател на Советот на колонијата. За жал, желбата не ни се отвори да биде ова година со нас. Меѓутоа, со тој амбициозен план и оваа година има покането уметници од Америка, од Швајцарија, од Франција, од Турција, Бугарија, од Балканскиот полуостров и од некои други земји. И сметаме дека со она што конципираме, дека таа манифестација ќе трае и во Скопје, во Кочани, Куманово, Штип и на 3 места во Крива Паланка во Центарот за култура, во Манастирската галерија и во Домот на културата во Крива Паланка. Сметаме дека со тоа на некој начин ќе направиме круна на сето тоа творештво. Таа сликописна ризница што се наоѓа во манастирот ќе изнесеме пред очите, сублимирано пред очите на јавност. Ви благодарам. Студио? Христина, навистина исцрпен одговор. Ти благодарам многу, како што кажа и ти пред малку кој дошол на Јоаким Осоговски, верувам дека повторно ќе се врати, а кој не бил, дефинитивно дестинација која доколку имате можност, еве ни престои викенд, посетете ја. Ви благодарам многу на вниманието. Колешката Ана Трајчевска остана исто така до крајот на ова издание со нас. Благодарност до колегите. Дарко Штарговски ни се јави од Кривогаштани. Се гледаме повторно од понеделник во уште една нова работна недела.